Çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna. Hu, benim şadım. Benim şeyhim bir kişidir, aksakallı bir kişidir. Erenlerin adaşıdır. Benim şadım. Mevleviyem hem Bektaşiyem. Melaniyem hem Şabaniyem. Evet. Znate kako чинила Харио видео, ама иншаллах кога Аллах ескерана бе. Замолнавте мен дали кашајте па ќе дали шунгеваја фину, па те почина амаре мисија или си сметне. Којера само Хари, мен сподели на лайф, кога слушај, суске морате дика сашука. Окей, добро. Ќе калпе. Суске кочиналапе, мисар се дикава кочиналапе. Ама о ефендија веќе андретано супер. Значи га почнеме амаре емисија. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, zumme elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Manglip haylalen saydime peynalen cemaati muslimin. Allah eskuru rahmeti, Allah eskuru bereketi, Allah eskuru magfireti, ubratu meni upramen inşallah neko. Sar neobično panda jek emisija baš o šunibe hem raziba hem barariba kodini islamjetike amari populacija ka stožinentumen so isi asavke efendije preodično šajte pratinalen ko predavajne hem ko sovetibe ko šajtva krajek amaro penđarodno mango sajdimo normalno šej Husein Ademin ki eratutni tabina su anavkerdi Jeđuć i Međuć preznaka kotalo sudno diveskere. Znači, kovlame na mena kana jek pari, sar su dikena, sar so već najavimo, znači ki reklama. Kovlamen jek emisija, kova su ki romani populacija na nini dobrkava, puti ki je dolafi čak suviše da buđen na dženne da kava. I odlučindem da zatim tekera jek emisija, to normalno amin je da pojasno. Me biva kirav temuka efendija, pa hari zakasnindem, suskinjamen hari tehnička problemija, temuka efendija te dol poseljami, normalno sad nije ko odikne so, ili potočno so te neko live, amen sar, pa te šajte počina pa hari emisija je. Znamo da je ko efendija tamo sa u redu, ajde, kada li stavim? Hadi šajte počne pa hari emisija. Esselamu alaikum efendim. Sa u redu, ajde, kada li stavim?
Когато човек почне поговорение с мисия, това което Assalamu alaikum, Efendi. в реду, айде не да бъде така. Когато човек почне поговорение وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. в реду, айде не да бъде така. Когато човек почне Добро. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Се слушаш, али малце од подалечната... Братко, ја не те слушам убаво овде. Не се слуша добро. Најверојатно пуштен ти е телевизорот во глас. Не се слуша добро. Најверојатно пуштен ти е телевизорот. Зашто самиот се слуша дупло. Најверојатно пуштен ти е зашто самиот се слуша дупло. Ај, ако не ќе те замолам, излегувај и пак легувај натре, може тогаш ќе биде по-добро. Излегувај и пак легувај натре, може тогаш ќе биде по-добро. Излегувај и пак легувај натре, може... Афика Керена Менге, пошто и се менари почите хем тук. Афика Керена Менге, пошто и се менари Добро, ќе се обидам. Значи излези пак овој. Добро, а кога шунгјаваме дупло? Стана дека на. Добро. Ајка уџера хари канал Ефендијата влезинал, па те починал по емисија. Дали временски, значи кава кирава сарсу жало редослед, менде. Тано, значи, ака на одлучи садло те керопес и емисија, значи, како го објаснила, минге повеќето таро Јеџуџ и Меџуџ, кога со, значи, клевола таро Кеф сураси, значи Кеф сураси налази 0,18 сура, мислам дава негдека 94 ајет, таро 83 ајет, 94 ајет, да те по-дефинитивно вакерала, значи таро Јеџуџ и Меџуџ, хем нормално завршинела недека Кеф сураси 101, ама истовремено, кога воламе најверојатно ки енбија суресида, кога воламе, значи, таро ајетија 95, 96, 97, ако не наџнадни баш шукар 60, ако нешто грешинава, афи керен манге, кога воламе, значи, адатеда, значи, те вакра претходно слушај, те уџараламен демек прво са прво јек тикно говор, таро Јеџуџ Меџуџ, кога воламен исто те си вакти нормално таро Деџелал, кога воламен ги исто таро Хазрети Иса алейхи ва селем, хем таро Зулкарнеи, значи кога воламен повеќето манушендар, пекамберендар, значи информација, хем ознаќа дека дали уопште кога вактинем киаметеске, а дали се по себе, значи кога акате кана хари пошкари формуе, а ки дикаво Ефендија влезиндандре, па дека дали воопште кана шукар шуњаваe. Се слушаме допло? Добро? Ја сега те слушам одлично. Супер, супер. Ефенди, ако сакаш да биде перфектно, можеш хендито да си го вртиш во хоризонтално, за да може подобро да се гледа твојата слика, ама немаш, мислам, и можеш вака исто да седиш, ама би било уште сега, супер. Вака сега супер. Супер. Како да си ангажиран за редакција. Ефенди, ќе почнеш кај мене да работиш како редакција, Галибо. Може, имам искуство и во новинарство, и во свашта нешто. Ебе. Па да почнеме со емисијата, нека ни Афет нека ни прави значи публиката, што малце закаснивме, ама како што необично, значи секогаш техниката си ја прави својата работа и затоа малце закаснуваме. Ефенди, па ше Ефенди, ќе давам приликата да си ги поздравуваш твоите и моите гледачи и нормално да си почнеме. Бързо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Почитувани браќа, почитувани сестри, иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва наъуду биллахи мин шурури анфусина
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jaz nema da kažem ništo poveke odkolku što go kaže bratot Ramin, eli to dade uvod. Site vие знаете дека вечерашната тема се однесува директно или е во врска со народот кој што возвишениот Господар Аллах Субхану ва Теала го спомнува во Куранот на два места, и тоа во сурету Ел-Кехф или во поглавието Пештера и во сурету Ел-Енбија или во поглавието Аллахови пејгамбери. Станува збор за народот кој што се нарекува Јеџуџ и Меџуџ. Господарот Субхану ва Теала, како што веќе реков, се слушаме, братко? Добро е? Одлично. Значи, како што реков, Господарот Субхану ва Теала веќе во својата објава го спомнал овој народ. Има некои историчари велат дека тоа е еден народ поделен на две големи племиња. Едното се вика Јеџуџ, второто се вика Меџуџ. Има историчари кои што велат дека тоа се два различна народа. Едниот се вика Јеџуџ и другиот се вика Меџуџ. И ќе ви кажам зошто, бидејќи ќе ви говорам малку за именките Јеџуџ и Меџуџ и за нивното значење. А исто така има и историчари и исламски зналци, тоест алими, кои што велат дека Јеџуџ и Меџуџ се две именки кои што се однесуваат на еден народ. Две именки кои што се однесуваат на еден народ. Тоа што е интересно во врска со овие два народа или со овој еден народ е дека ќе се појават непосредно пред судниот ден. Кога велиме непосредно пред судниот ден, драги почитувани мои, тоа не мора да значи дека се однесува на еден или два дена. Може тоа да биде една година, може да бидат неколку години, нели? Може да бидат неколку месеци, нели? А може да бидат и неколку децении. Тоа Господарот Субхану ва Теала најдобро го знае. Во објавата не е прецизирано. Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем не известил, нели, за точното време кога тие ќе се појават пред судниот ден. Значи, знаењето за тоа го има само возвишениот Господар Аллах Субхану ва Теала, но она што ние можеме да го тврдиме со сигурност, потпирајќи се на познатите хадиски збирки, како што е збирката на имам Ал-Бухари, или збирката на имам Муслим, или збирката на имам Ахмед ибн Ханбел, или збирката на Ибн Маџе и на многу други мухаддици, нас ни е јасно дека појавата на овој народ ќе се случи непосредно пред судниот ден и нивното излегување ќе биде еден од големите предзаци на судниот ден, тоест, откако тие ќе пропаднат, откако ќе бидат уништени, а веќе од порано направиле голем фесад, голем неред по земјата, по нивното заминување или по нивното исчезнување, нема да помине долго време, ќе се појават уште само неколку големи знаци на судниот ден, а потоа судниот ден сигурно ќе настапи како што Господарот Субхану ва Теала ветил во својата објава.
Ovoj narod interesno je za njih da se naglasi дека веќе постои. Значи, не говориме за нешто абстрактно, не говориме за нешто невидливо, туку говориме за народ кој што веќе постои. Тој народ е одамна создаден и не станува збор за никакви чудовишта, не станува збор за никакви монструми, не станува збор за никакви филмски ликови, нели, кои се плод на фантазијата на човековиот ум, туку станува збор за народ кој што во времето кога бил слободен пред Дулкарнејн да ја изгради браната помеѓу нив и останатите жители на оваа планета, значи пред да се случи изградбата на таа брана или на тој голем зид, овој народ правил голем неред по земјата. А кога улемата збори за тој народ што тие го правеле, нели, пред се мисли на енормни убиства, ликвидации, геноциди против цели народни заедници, нели? А подоста ќе ви кажам во што значи зборот фесад или неред, кога се во прашање овие злосторници, тоест кога е во прашање народот на Јеџуџ и Меџуџ. Тоа што се знае со сигурност е дека Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем, како и секогаш ја исполнувал својата должност и ја исполнувал својата обврска и задача која што му била дадена од возвишениот Господар, кој му вели: Ја ејухан небий, беллиг ма унзиле илейке мин раббик, фе ин лем теф'ал фема беллегте рисалетеху, валлаху јасимуке минен нас. О ти веровеснику, достави им го на луѓето тоа што ти се објавува. А доколку тоа не го сториш, ти својата задача не си ја исполнил, Аллах на вистина те чува од луѓето. Значи, Мухамед салалаху алейхи ве селем на луѓето, тоест на нас, ни го доставил она што возвишениот Аллах субханаху ва таала му го објавил. И никогаш не изневерил, туку секогаш Аллаховиот пратеник од збор до збор го исполнувал и ни го доставувал она што ни е објавено од Господарот субханаху ва таала. И никогаш не ја изневерил довербата на возвишениот Господар Джелле ше'нуху, и во тој контекст Господарот му вели во овој ајет кој што го спомнав пред малку: Аллаху јасимуке минен нас, Аллах те чува од луѓето. Тоест, овој последен дел од ајетот е дека објаснување дека никој и ништо нема никогаш да може да го спречи Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем да ја говори вистината, и дека тој не треба да стравува од никого освен од возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала во тој процес на доставување на објавата, тоест Куранот. Нели? И затоа велиме дека пратеникот салалаху алейхи ве селем не испуштил ниту едно зборче од објавата, а тоа да не ни го објаснил. Затоа во хадис кој што го регистрирал имам Ал-Бухари и имам Муслим, стои дека пејгамберот алейхи салату ве селам во една прилика влегол кај својата сопруга Зејнеб, целиот исплашен, целиот вџашен од страв, и рекол: Ла илахе илла Аллах, вејлун лил араби мин шерри кад иqtarab. Значи, нема Бог освен Аллах, ла илахе илла Аллах. Тешко им се на арапите од злото кое што им се приближило. Футиха al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi isbayhi al-ibham. Вели пејгамберот алейхи салату ве селам, тешко им се на арапите од злото кое што им се приближило. Денеска Јеџуџ
Jeđuđ i ne deneska se izvinom, Jeđuđ i Međuđ otvorija eve volku golemo dupče i go spojil svoj od palec so svoj od pokazatelj. Znači, to je dupče so volkava golemina. Neli? Kalet Zeynep mu rekla, ja Rasulallah, nuhleku fino salihun, Allahu prateniku, zarem nije ke propadne me, videjki to se Arapi, zarem nije ke propadne me, a među nas ima pobožnici, znači ima salihun, ima dobri ljudi koji što se plašat od gospodara subhanahu wa ta'ala, ko praktikuvat ibadet, živeat so ona što gospodar o tim go objavil, neli? Kale na'am, idha kethurel habethu, pejgamber odgovoril da, koga ke se namnoži i troštinata ili rasipanosta. Znači, u ovoj hadis pejgamber alejhi salatu vesselam veli deka je džuđ i međuđ veke otvorile jedno dupče s ovakva golemina. Neli? I koga Zeynep go prašala, бидејќи таа била арапка, пејгамберот алейхи салату веселам вели дека тоа им се заканува на арапите и ќе кажеме зошто арапите се тука конкретно спомнати, а не сите муслимани подеднакво. Пејгамберот алейхи салату веселам рекол да и сите ќе пропаднат, па дури и меѓу нив да има и бадечи, да има искрени луѓе, искрени муслимани. Зошто и да кethurel habethu, значи кога ќе се нагомила или кога ќе се намножи расипаноста и тоест и троштината кај луѓето. Значи во моментот кога луѓето веќе нема да водат сметка за Аллаховата вера, кога ќе пуштат да ги водат нивните страсти, кога ќе ја занемарат, кога ќе ги занемарат наредбите на објавата на возвишениот Аллах субханаху ва таала, нели, тогаш ќе се случи моментот дека Јеđуđ и Меđуđ ќе отворат дупче со волкава големина. А јас, иншалла, подоцна, се надевам дека нема да заборавам, ќе ви спомнам зошто во овој хадис, значи, како што реков, се спомнати арапите, а не се, нели, а не се спомнати останатите луѓе, тоест муслиманите од целиот свет, нели? Во едно друго предание стои дека пејгамберот алейхи салату веселам се разбудил во една прилика целиот испотен со зацрвенето лице и тогаш го рекол хадисот кој што ви го спомна. Уейлун лил араби мин шерри кад иqtarab. Тешко им се на арапите од злото кое што им се доближило, нели? Зошто пејгамберот алейхи салату веселам вака покажал со палецот и со показалецот? Тоа е многу интересен момент, нели? Затоа што арапите во времето на пејгамберот алейхи салату веселам немале броеви. Значи немале што? Немале броеви. Значи немале да кажат 1 или 2 или 3, нели? Туку броевите ги покажувале со символи. Значи правеле нешто со прстите, со рацете и така натаму. И, например, овој број кај арапите се сметало за број 90. Се сметало за број 90. Меѓутоа, интересно е што пејгамберот алейхи салату веселам кога покажал вака, нели, некој сега ќе се запраша. Како е возможно Јеđуđ и Меđуđ веќе да ископале едно дупче со волкава големина, нели? Кога знаеме дека возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала вели во Куранот, во поглавјето Ел-Кехф, фемастатау леху неқба, и тие не можеа да го пробијат тој зид или таа ограда, таа преграда, нели? Одговорот е едноставен. Пејгамберот алейхи салату веселам не известува за она што се случило во минатото. Што се случило во минатото, ја потврдил веста за појавата на Јеđуđ и Меđуđ и не известил
како што не известува Куранот за нивното претходно постоење во историјата. Од друга пак страна, кога вели тешко им се на арапите од злото кое што доаѓа, тоа не се однесува на сегашноста, туку пегамберот алейхи салату веселам говори за иднината. Бидејќи оној момент кога Јеџуџ и Меџуџ ќе успеат, а тие сега се наоѓаат на место кое што само возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала знае каде се наоѓа, нели, и се наоѓаат под земјата, нели, ќе збориме подоцна иншала и за тоа, нели, тоа значи дека што? Дека во моментот кога тие ќе го пробијат ова мало дупче, тоа значи тоа ќе значи најава за нивно можно излегување. И пегамберот алейхи салату веселам тоа ни го говори во иднина. Значи тој говори во сегашност, меѓутоа известува за нешто што ќе се случи во иднина. И затоа една од неговите квалификации е Ресул, значи Аллахов пратеник, и Небиј, значи веровесник. Неби изразот, драги и почитувани мои, доаѓа од глаголот небе вест. Небиј значи тој кој што донесува вести, кои што Господарот му ги соопштува, а допрва треба да се случат во иднината. Затоа пегамберот алейхи салату веселам вели дека што? Дека Јеџуџ и Меџуџ ќе се појават откако ќе отворат како едно дупче. Сега, иншааллаху таала, малку ќе зборам за дефиницијата на имињата Јеџуџ и Меџуџ. Нема многу да должам. Јеџуџ и Меџуџ не се арапски изрази. Тоа се неарапски изрази кои што со текот на времето се арабизирале и се устоличиле во арапската лингвистика, тоест во арапскиот јазик. Јеџуџ значи брза река брза вода која што доаѓа во големи напливи. Знаете, кога има голема поплава, кога гледаме како водата од сите страни брза, нели, и прекрива се, и потопува се, нели, од тој израз доаѓа, од таквата состојба доаѓа именката или изразот Јеџуџ, нели, затоа Господарот субханаху ва таала вели дека на предсудниот ден, кога ќе се појави Јеџуџ и Меџуџ, мин кулли хадеби јенсилун, Аллах Желешану вели, и тие од секоја на горница ќе се спуштаат. Значи, на горница, тоа е се она што ние не можеме да видиме што стои за тоа. Нели, како што е, на пример, еве тука, ова планинава Водно, или вие таму имате некаде во Европа планини вакви онакви, значи, од секоја страна ќе доаѓаат. Тоа ни асоцира на што? Тоа ни асоцира на бујица, на многу брзу, на многу надојдена вода во енормно големи количини. Тоа е Јеџуџ. А Меџуџ доаѓа од зборот еџе, Јеиџу, значи да се распламти оган. Да се што? Распламти оган. Значи Меџуџ буквално можеме да го преведеме како распламтен оган. Значи, ако Јеџуџ значи бујица на голема надојдена вода, а Меџуџ ако значи распламтен оган, како ќе го дефинираме Јеџуџ и Меџуџ? Нема да дефинираме како распламтен оган со вода, бидејќи тоа ќе биде смешно, бидејќи некој ќе помисли, па чекај, водата ќе го изгаси огнот, нели? Да не се разбереме погрешно. Не, туку ќе кажеме дека тие ќе бидат гневни, ќе бидат лути, ќе бидат жедни за крв. А човекот кога е жеден за крв, кога е гневен, кога е бесен, кога е лут, нервозен,
не гледа ништо пред себе. И што и да има пред него, тој е во состојба тоа да го прескокне, само да дојде, не дај Боже, некого да убие и да ја оствари својата цел која што ја наумил. Значи тие така во својот бес, во својот гнев, во својата лутина и својата омраза кон луѓето, на таков начин, нели, ќе идат кон луѓето за да ги уништат до последен. Дури ќе бидат полоши и од деџалот, браќа и сестри. Како полоши од деџалот? Па еве, деџалот кога ќе дојде, да, тој ќе биде најголемо искушение за верниците. Ќе се прикажува дека е Бог. И Господарот Аллах субхану ва таала ќе му даде одредени моки, кои што за верникот се измама и верникот ќе ги види. Меѓутоа, тој што нема да ја види и нема да ја препознае измамата на деџалот, ќе верува дека деџалот е Бог. Затоа деџалот ќе сака да ги убие верниците, ама нема да ги убива неверниците. Нема да ги убива своите следбеници кои што поверувале во него. Ќе сака да ги убие само верниците и ќе ги убива, нели? Меѓутоа, Јеџуџ и Меџуџ се полоши. Зошто? Бидејќи кога ќе се пуштат, тие ќе убиваат и муслимани и немуслимани. Нема да гледаат ништо. Ќе убиваат, ќе го убијат оној првиот човек на кој што ќе најдат, ќе го убијат. Нели? Аллах да чува, Аллах да чува. Тоа што се однесува до дефиницијата на именките Јеџуџ и Меџуџ. Следното прашање кое се поставува е кои се Јеџуџ и Меџуџ? Каков народ е тоа? Нели? Многумина од нас ги замислуваат, како што реков на почетокот, нели? Ги замислуваат како чудовишта, како монструми, нели? Дури има многу и лаги и измислени хадиси, нели, на оваа тема. Па некои велат ќе имаат копита како кози копита, нели? Некои велат дека ќе бидат мали како половина од обичен среден раст, како половина од еден човек со средна висина, нели, значи ако е средна висина да кажеме 1,80 м, значи што тие ќе бидат 90 сантима високи, нели? И велат дека ќе имат толку големи уши, ќе можат да се прекријат со тие уши. А кога ќе бидат прегладнети, па ќе почнат и своите уши да си ги јадат. Значи, тоа се све исраилијати, или тоа се све вести од Ехлул Китаб, значи од христијаните и од старите списи на христијаните и од старите списи на евреите, кои што не се потврдени во објавата која што му е дојдена на Мухаммед салаллаху таала алейхи васелем. Она што е интересно и она што ние во исламот го веруваме е дека Јеџуџ и Меџуџ се луѓе, драги и почитувани мои. Значи тоа не се чудовишта, не се монструми, тоа се луѓе. Меѓутоа тоа се луѓе без никакви морални карактеристики. Тие луѓе во минатото, а и во иднината, кога повторно ќе се појават, значи нема да почитуваат никаков морален кодекс. За нив не постои етика, за нив не постои доброта, за нив не постои толеранција, за нив нема да постои ништо позитивно на овој свет. Нивната единствена цел по нивното ослободување ќе биде да ги изедат сите луѓе до последен, да ја уништат природата до темел и да се потрудат оваа цивилизација која што Господарот субханаху ва таала ја создал на оваа планета Земја, да исчезне еднаш за секогаш. Бидејќи во еден хадис Мухамед салаллаху алейхи ва селем ја спомнува нивната многу карактеристична ситуација, кога веќе ќе мислат дека сите луѓе на светот ги уништиле, дека се живо успеале да ликвидираат, тогаш што вели пегамберот алейхи салату ва селам, Аллах да им ја зголеми заблудата, тие ќе се свртат кон небото, ќе ги фрлат своите стрели и ќе кажат: ги убивме сите што ги ликвидиравме на земјата, сега сакаме да ги ликвидираме
тие што се на небото. Тоест, кога вела тие што се на небото, ова е доказ и аргумент дека кај нив некогаш во времето постоело верување дека Аллах Джелешану постои и дека Господарот Аллах Субханаху ва Теала е на небото и дека небото е населено со мелеци и нешто во тој контекст, зашто ќе зборуваме подоцна, инша Аллаху Теала. И Господарот ќе им го зголеми искушението, нели, и ќе им ја зголеми нивната вообразеност, нели, и гордост, и стрелите кои што ги фрлиле на кон небото ќе им се вратат на црвени, натопени со крв. И тогаш ќе бидат убедени дека валијаду билла и жителите на небото ги ликвидирале. Значи за таков тип на луѓе станува збор. Зошто велиме дека се луѓе? Затоа што вели пејгамберот алейхи салату ва селам на судниот ден Господарот Субханаху ва Теала ќе му нареди на Адем алейхи селам, нели, и ќе го повика Адем ќе каже лебейке ва саадейке вал хајру фи едејк. Ја ти се одзивам и брзам да го исполнам тоа што го бараш од мене, а хајрот, тоест добрината е само во твои раце. И ќе му каже Господарот Субханаху ва Теала тогаш: изведи ги од джехенемскиот оган тие кои што се од твое потекло. Значи тие кои што се луѓе, значи луѓето се од потеклото на Адем алейхи селам. Кога Адем алейхи селам ќе го чуе тоа, нели, ќе му биде дадено до знаење дека од огинот, од секој 1000 луѓе ќе може да извлече само еден. А 999 ќе останат во джехеннемот валијаду билла. Ќе останат што? Ќе останат во джехеннемот и тоа вечно. Асхабите се исплашиле. Кога го слушнале овој говор на пејгамберот алейхи салату ва селам, многу се загрижиле. И веднаш го прашале пејгамберот салаллаху алейхи ва селем: зарем само на 1000 од нас еден ќе влезе во дженнет? Замислете колку биле се плашеле од джехенемот, колку се плашеле од Аллаховата казна. Дури не биле убедени и не живееле во соништа и надежи дека ќе влезат во дженнет, како што ние денеска се занесуваме. Многумина од нас пијат алкохол, многумина од нас зиналучат, многумина од нас се бават со камати, многумина од нас лажат, многумина од нас клеветат, уговараат, не помагаат сиромашни, не помагаат вдовици, не помагаат јетими, воопшто не им е гајле за состојбата на муслиманите во светот. Не се грижат за својата состојба кога не клањаат намаз, нели? А некаде во нив шејтанот ги мами и некаде во нив постои надеж дека ќе влезат во дженнет, а немаат никакви дела. А асхабите, драги почитувани мои, нели, не ја дигале главата од сеџда. Целиот свој живот му го посветиле на возвишениот Господар Аллах Субханаху ва Теала и пак се плашеле дека од тие 1000 можеби тие ќе бидат во джехеннемот валијаду билла. Меѓутоа пејгамберот алейхи салату ва селам ги утешил и им кажал не, туку на секој еден човек што ќе влезе во дженнет од тие 1000, од тај спомната 1000, значи 999 ќе бидат припадници на народот Јеџуџ и Меџуџ. Значи тука е одговорот. Како е можно толку да бидат многу, бидејќи во хадисите на пејгамберот алейхи салату ва селам стои дека третина, а во некои хадиси дека и половина од жителите на дженнетот ќе бидат од редот на муслиманската заедница. И тоа е голем керамет. Значи тоа е голема почест која што Аллах субхану ва таала ќе им ја даде на муслиманите, на уметот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Бидејќи се бројат милиарди луѓе, значи од
почетокот на овој свет, па ко знае уште колку милиарди луѓе ќе живеат до судниот ден. Значи, од толку голем број на луѓе, 1/3, во едно друго предание се спомнува 2/3, тоест 1/2 од жителите на толку многубројно човештво, нели, 2/3, тоа е или 1/2 во друго предание, ќе бидат од уметот на Мухаммед салаллаху таала алейхи васелем. А што е со Јеџуџ и Меџуџ? Зошто они ќе бидат толку многу? Зошто они 999, кога еден човек ќе влезе во џенет, 999 ќе бидат стрмоглавени во џехенемот од редот на Јеџуџ и Меџуџ? Улемата расправа на оваа тема и вели дека Господарот субханаху ва таала дал ниту еден маж од Јеџуџ и Меџуџ да не умре, а зад себе да не остави уште 1000 родени деца. Аллах да чува, Аллахова мудрост. Нели? И затоа сите тие од прв до последен се неверници. И не само дека ќе бидат неверници, како вели Ибн Хаџар ел Асқалани, туку на судниот ден, дури и да не им дошол пејгамбер, а им дошол сигурно, нели? И да не им дошол пејгамбер, Ибн Хаџар вели, и на судниот ден Аллах да ги искуша, да ги испроба дали ќе бидат верници или неверници, поради нивната тврдоглавост и поради нивната вообразеност, поради нивната моќ во сеење на неред на земјата, и дури на судниот ден нема да сакаат да поверуваат и би завршиле во џехенемот. Меѓутоа, дали тие имале пејгамбер свој? Да, секако имале. Дали знаеле за Аллах субханаху ва таала? Да, секако знаеле. Кој ни е доказот за тоа? Доказот за тоа е хадисот на пејгамберот алейхи салату ва селам, дека тие стојат сега за таа преграда или за тој голем ѕид кој што помеѓу нив и останатите луѓе го изградил Зулкарнејн, како што стои во кажувањето во поглавјето Ел Кехф или пештера, нели? Дека ќе копаат и секоја вечер ќе ископаат по едно толкаво дупче. Меѓутоа вечерта кога ќе се изморат, бидејќи во хадисите стои работат од сабајле до навечер, тоа е голема заедница, Аллах најдобро знае колку голем народ е тоа, ќе успеат само едно мало дупче да ископаат и ќе кажат ќе се вратиме утре, ќе продолжиме. Се така до предсудниот ден, кога еден од нив, кога тие ќе кажат ајде да се вратиме, ајде да се одмориме, утре ќе се вратиме, ќе продолжиме, еден од нив ќе каже инша Аллах. Кога ќе каже инша Аллах, утредента кога ќе дојдат, ќе видат дека дупчето стои. И тогаш Аллах ќе дозволи, ќе ја пробијат таа преграда и ќе излезат да го шират тој фесад или тој неред, кој што им е одреден да го направат пред судниот ден. Сега човекот кој што ќе каже инша Аллах, ова е доказ дека тие знаат за Аллах. Знаат дека Господарот субханаху ва таала постои. Но исто така, ова е доказ дека ова е народ кој што почитува некаков ред. Значи, ова е народ во кој што постои некаква дисциплина. Значи, постои хиерархија. Постојат луѓе кои што им наредуваат, кои што планираат, нели, и кои што се грижат за функционирањето на таа заедница. Бидејќи тој секогаш ќе каже, одете утре ќе се вратиме, одете утре ќе се вратиме. И кога да се вратат, дупчето е затворено. Се додека еден ден тој човек нема да каже инша Аллах. Значи, ова е доказ дека тие се организирани, значи не се хаотични убийци, туку имаат организација своја, нели, имаат хиерархија, имаат ланец на заповедници, имаат таму своји капетани и така дале, но исто така свесни се за постоењето на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Значи, ова е доказ дека тие се што? Тие се луѓе
тие се луѓе, пејгамберот алейхи салату весалам ги опишува овие луѓе, нели, во своите хадиси и вели дека ќе имаат сплоштени лица. Значи, лицата ќе им бидат како штитови, како кожни штитови. Што кожни штитови, знаете, значи какви штитови носеле низ историјата, значи обмотани со кожа, за да ја зголемат силината на штитот. Пејгамберот алейхи салату весалам вели дека ќе имаат кожни, лицата ќе им бидат како кожни штитови со мали ситни очи, нели? И косата ќе им биде црвенкасто црна. Значи косата ќе им биде што? Црвенкасто црна. Овој опис одговара на денешните жители на далечниот исток, нели? Опис кој што одговара на описот или на лоботомијата на жителите на денешниот далечен исток. Кинези, монголци, нели? И нешто од таа нивна врста. Меѓутоа, дали ние можеме да кажеме да тоа се кинези, да тоа се монголци, тоа се... Не можеме со сигурност да тврдиме, меѓутоа, она што со сигурност го знаеме е дека тој народ доаѓа од истокот. И улемата сега расправа. Вика да, бидејќи пејгамберот алейхи салату весалам вели што вели дека тој народ значи за Јеџуџ и Меџуџ, само да се сетам. Ајшал ќе биде. Значи пејгамберот алейхи салату весалам вели за нив дека толку многу ќе прават фесад, нели? Ле ја Аллах субхана, ми избега мислата ла хауле вала кувата. Ај подсети ме каде застана, ако ме пратиш. Многу зборам, па ќе ве збунам. Остана кога ќе биде кожата од лицето како ќе биде, значи со очи и го... Да, Аллах да те награди, браво. Црвени, црни. Да, джазакаллах хейр, Аллах да те награди. Значи во некои хадиси пејгамберот алейхи салату весалам вели дека Јеџуџ и Меџуџ ќе бидат од потекло на народот Турк. Не мислам на Турција, да не, значи, а овој народ Турк веќе во минатото имал, сега се враќаме на она што го реков на почетокот на предавањето, кога пејгамберот алейхи салату весалам вели тешко им се на арапите од злото кое што им се приближило. Нели? Сега, народот Турк, од кој што водат потекло Јеџуџ и Меџуџ, денеска во кинеската археологија или во нивната митологија или во нивните стари кажувања, нели, се вели дека две племиња од нивното потекло фалат веќе со илјадници години наназад. Исчезнале. Значи ова кај да го читате, кај да го барате, оваа информација ќе ја најдете. Дека кинеските археолози и нивните историчари тврдат дека некаде пред неколку илјадници години во минатото две нивни племиња исчезнале без траг. Не знаат каде се. Сега, дали ние ќе тврдиме дека се тоа Јеџуџ и Меџуџ? Нема да тврдиме со сигурност, меѓутоа и нема тоа да го порекнеме. Зошто? Затоа што арапските муслимани веќе имале низ историјата многу лошо искуство со народот Турк. Бидејќи од народот Турк потекнуваат и некогашните монголци, кои што веќе, значи пред 850-900 години, веќе ги нападнале муслиманите од арапско потекло. И за само еден ден, кога влегле во Ирак, во Багдад,
направиле голем фесад. Во еден ден убиле 1.800.000 муслимани. Значи во еден ден 1.800.000 муслимани заклале. Ова што ни зборува? Ова ни зборува дека татарите, тоест монголците, кога го нападнале Багдад, биле во многу голем број. Бидејќи не е возможно 1.800.000 луѓе туку така да се заколат во еден ден. Туку нивната војска исто така броела милиони. И кога го направиле тоа, убиле 1.800.000. Ова го вели Ибн Ethir во својата историја. Ибн Ethir е познат муслимански историчар, драги и почитувани мои. Значи убиле 1.800.000, целата багдадска китаботека ја запалиле, жените ги силувале, а отпосле ги колеле, а трудните жени кои што носеле плод, отпрва ги силувале, потоа им ги сечеле стомаците и од стомаците ги ваделе децата кои што подосна ги јаделе живи. Што сакаме да кажеме со ова? Со ова сакаме да кажеме дека народот турк, значи тие кои што пегамберот алейхи селату ве селам ги спомнува, нели? Тоа е народ кој што влече корени од Јеџуџ и Меџуџ. Во кој смисол влече корени? И Јеџуџ и Меџуџ ништо друго пред себе нема да гледаат, се живо ќе убиваат, како што монголците не гледале ништо пред себе, се живо убивале. А Ибн Кетир, рахимехулла, вели дека зборот Мугул, они велат Мугул, ние велиме монголи, дека зборот Мугул доаѓа од глаголот мегил. Мегил значи оној кој што постојано мами, кој што постојано лаже, кој што постојано е гневен и кој што постојано сака да убива и да пие крв туѓа. Значи, ова е доказот на Ибн Кетир дека што? Дека можеби токму овие турк, племето турк, значи кој доаѓа од далечниот исток, се токму што внуци на Јеџуџ и Меџуџ. Внуци се на Јеџуџ и што? Меđuđ. Меѓутоа со текот на времето, нели, кога велиме внуци, не мислиме директни внуци, туку нивни далечни роднини. Сепак, ова дефиниција на Ибн Кетир не можеме туку така да тврдиме дека готово прифатена е, нели? Зошто? Затоа што подоцна монголците, еден добар дел од монголците го прифатиле исламот. И дури постојат списи дека се бореле за просперитет и за напредок на исламот, нели? Меѓутоа, добар дел од нив пред прифаќањето на исламот биле страшни, биле гневни, биле бесни и многу убивале муслимани. Затоа пегамберот алейхи селату ве селам кога вели тешко им се на арапите од злото кое што им се приближува, значи арапите веќе во историјата арапските муслимани го доживеале тоа искушение со народот турк, кој што може би се поврзува со Јеџуџ и Меđuđ, и во иднина арапите муслимани ќе бидат нивни главни жртви. Што сака да се каже со ова? Со ова сака да се каже дека пред судниот ден исламот повторно ќе се врати и ќе се концентрира само во регионот каде што се населени арапските муслимани. Затоа Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем вели дека пред судниот ден иманот, значи верувањето, иманот ќе се повлече во Медина како што се повлекува змијата во своето скровиште, скривалиште. Што значи тоа? Дека полека ползејки, бидејќи муслиманите олијаду биле изгледа, нели, се помалку и помалку ќе го познават исламот, иманот повторно ќе се врати
во местото од кое што тргнал да се шири. Нели? Затоа велиме дека Јеџуџ и Меџуџ се народ кој што Аллах најдобро знае ќе дојде од далечниот исток. Меѓутоа, каде е браната што ја направил ذулкарнейн, ние денеска не знаеме. Дали некој ја видел таа брана? Да ја видел еден човек, дошол кај пегамберот алейхи салату веселам и рекол Аллахов пратенику, ја го видов зидот кој што го изгради ذулкарнейн, и пегамберот алейхи салату веселам побарал од него да го опише тој зид. И откако го отпишал, пегамберот алейхи салату веселам му рекол да, навистина си го видел тој зид. Сега, некој ќе праша, зошто тој зид ние не сме во состојба да го видиме? Тоа е Аллахова волја. Тоа се работи кои што Господарот субханаху ва теала од нас луѓето ги сокрива, нели? И воопшто не мора и не треба нас да ни полага сметка за своите постапки. Господарот вели, дека Господарот за себе вели, ла юселу амма јефал, тој не му одговара никому за она што го прави, вохум юселун, а сите луѓе ќе одговараат за своите постапки. Значи, една од мудростите на Господарот субханаху ва теала е што тој зид што да го сокрие од нас. Едноставно да не можеме да го видиме. Може би е некаде помеѓу тие две планини за кои што говори Господарот субханаху ва теала, нели? Може би тие две планини се големи планини на некои далечни планински венци до кои што не може да се дојде освен со по пат на хеликоптер или нешто слично. Па и дури да се дојде, не може да се види. Зошто? Затоа што пегамберот алейхи салату веселам вели дека за нив дека копаат секојдневно. А тоа ни дава за право да тврдиме дека тоа се подземни луѓе. Дека тоа се луѓе кои што живеат во еден збир или во еден комплекс на пештери, каде што успешно го развиле својот секојдневен живот. Некој ќе каже дека тоа се приказни за мали деца сега, нели? Не се приказни. Сите го знаете ја знаете онаа туристичка дестинација Кападокија во Турција, нели? Сте слушнале, луѓе одат таму во Кападокија и така натаму. Па нели Кападокија е комплекс тоест еден подземен град кој што имал и своја вентилација, и имал своји тоалети, имал своји соби, и таму се криеле луѓето, нели? Таму се криеле христијаните, кои што дури 350 години, некој вела дури и 400 години, успевале да им се сокријат, нели, на турците кои што веќе го имале ширено исламот, не само ни цела Турција, туку станале веќе империја. А овие успевале да се кријат од муслиманите во тој комплекс на подземни пештери и така натаму. И тоа не за 10-20 години. Спомнува дури 400 години се криеле. Значи и успешно тука живееле. Зошто ни е чудно Јеџуџ и Меџуџ некаде да постојат, а ние да не сме известени за нивната физичка активност? Има луѓе кои наивно велат, па ајде имаме сателити, па имаме ова, имаме она. Па зарем прашумата или џунглата на Амазон, па нели велат дека се уште 65% од таа џунгла е неистражена. Во таа џунгла постојат на илјадници видови кои што се уште не се откриени, на мали животинки или на инсекти или. Аллах тоа најдобро го знае, нели? Или да кажеме, па има некој вела дека повеќе ја познаваме површината на месечината, отколку длабочината на океаните кои што се наоѓаат на земјата, нели? Ако сакаме веќе ете така да разговараме, ајде демек логично, нели? Во секој случај, Господарот субханаху ва теала, нели, дал мудрост во постоењето на Јеџуџ и Меџуџ, бидејќи
тој народ кој што бил значи единствената нивна професија е да убиваат, нели, тие и не само тоа, туку тие се значи фесадот кој што го прават или кој што допрва ќе го направат. Значи е фесад со енормно големи размери. Значи некои му фесирин велат дека кога ќе излезат првата работа која што ќе почнат да ја прават е да јадат живи луѓе. Нели? Да јадат што? Живи луѓе. Значи ќе бидат канибали. Па зарем има поголем фесад отколку да гледаш како јадат луѓе пред тебе и ти не можеш да избегаш и тебе ќе те фатат и тебе ќе те изедат. Ла хауле ва ла куввета илля билля. Нели? Значи ќе убиваат, ќе прават зулуми, ќе прават нереди, ќе рушат, нели? Значи сите овие работи што ги спомнувам се дел од фесадот, од нередот што ќе го прават. Па дури некои му фесири велат дека тие од прв до последен, откако ќе излезат, нели, и откако ќе го прават фесадот кој што ќе го прават, нели, тие се сите хомосексуалци. Волијаду билля. Значи, фесад над фесад. Значи, нема да има нормален меѓу нив, Аллах да чува. Нели? Значи, нема да дојдат во некое место каде што има зелена градина, а да не ја уништат, да не ја изедат. И нема да дојдат до некое место каде што има нешто исушено, дали е тоа дрво, дали е тоа растение, што ли ќе биде, а да не го земат со себе. Значи, ќе ја разголат или ќе ја оголат земјата до темел, каде што ќе поминат тие, ништо нема да остане. Па дури има ривајети дека што? Дека Господарот Субханаху ва Теала во еден момент, нели, ќе им даде таква моќ, ќе можат да пијат од реките кои што откако ќе застанат да пијат, ќе пресушат. Дури кога ќе дојдат до Каспиското море, нели, како што вели пегамберот алейхи салату веселам, јеб'атуллаху је'џуџе ва ме'џуџе ва хум мин кули ҳадеби јансилун. Вика кога Аллах вика ќе ги ослободи Јеџуџ и Меџуџ, тие од сите висорамници ќе се спуштаат. Фејемуру еваилухум ала бухајрати таберие, вели пегамберот алейхи салату веселам, и вика првите од нив ќе стигнат до обалата на Каспиското море. Фејешребуне ма фиха, и целата вода од Каспиското море ќе ја испијат. И кога последниот од нив ќе дојде, јекулун лекад кане бихадихи марратима, вика па нели овде имаше вода? Значи да го испијат Касписко море цело. Значи тоа нивниот број во милијарди ќе биде, браќа. Некој велат еден ќе дојде и ќе го испие морето. Не, тоа се приказни. Значи тоа се преувеличувања. Не, туку тие кога ќе најдат, значи ќе ги има многу, милијарди ќе ги има. Нели? И ќе го испијат цело Касписко море, овие последниве кои што ќе дојдат зад нив ќе кажат тука имаше вода. Е па каде е сега таа вода? Ја нема, ја испиле целата вода. Аллах да чува од нивното зло и Аллах инша Аллаху Теала да не заштити, да не ги дочекаме, а и да ги заштити нашите внуци секако, нели? Амин. Кажи ми да оставиме за идната неделја. Јас ти реков, не може на оваа тема туку така. Не можеме да ја скратиме. Да, гледам дека јасно е. И Да. Шефенди, мислам дека повишето се фокусиравме, значи за Јеџуџ и Меџуџ во поготоа нашата популација се има слушнато, значи во други јазици, ама не например да може појасно да види како сега што се зборуваше, и тоа ми беше целта за да може например да се зборува. Како што рековте, така излезе, значи нека имаме време да го довршиме, значи уште редоследот од Деџелал и Хазрети Иса и Махди. Значи тоа
мислам дека ќе даваме шанса за друга емисија, зашто се гледа дека уморен си и мислам дека подобро ќе се спремаш и за да можеме, например, да ја правиме оваа емисија за друга могуćност и мислам дека појасно ќе ни биде, зашто сега моментално дадовме многу вредност за значи Јеџуџ и Меџуџ, како од прилика ќе биде, значи пред крај света. Значи да имаме на пример една слика. Дали се наоѓаме моментално во вашата интелигенција, дали се наоѓаме во близина од крај света? Како вие мислите? Дехран, пред да ти одговорам на тоа прашање, значи обавезно одреди еден термин за да можеме ова предавање да го довршиме. Иншаалла, дали тоа ќе биде деновиве, дали тоа ќе биде идната недела, не верувам дека ќе успееме, бидејќи идната недела имам на пат сум, нели? Ама обавезно додека е вака, додека она што се вели железото се кове додека е топло, значи додека се свежи информациите, да закажеме термин да го завршиме ова предавање, иншаалла. А и таму, на тоа идното предавање, ќе одговориме на ова твое прашање, иншааллаху теала. Кога ќе финализираме и, како што рече, и ќе говориме, значи, како ќе пробијат, како ќе делуваат, каде ќе дојдат и моментот кога Иса алейхи салату весселам ќе дојде и ќе им се спротивстави, но нема да има сила да ги победи, се додека возвишениот Господар Аллах субханаху ва теала не даде едно чудо од себе и така ќе бидат поразени, иншаалла. Дали ќе можеш уште ова да ни објаснуваш од Зулкарнеин алейхи ва селем, беше пејгамбер, беше енбија, беше цар, зашто во многу хадиски наука се пренесува, значи различити она. Дали ќе можеш ова да ни го објаснуваш? И има една работа каде истовремено се прашуваме, тој беше, значи, со две рогови. Сега се зборува за една капа или како може да го објаснуваш Зулкарнеин за нас, да разбираме, да знаеме кој е Хазрети Зулкарнеин. Добро. Значи, Зулкарнеин во превод значи два рога. Значи, човекот со двата рога. Зулкарнеин во превод значи човекот со двата рога. Некои историчари муслимански малку претеруваат и велат дека Зулкарнеин е Александар Македонски или Александар Велики. Зошто? Па затоа што Зулкарнеин, неговата улога во времето во кое што живеел, била, значи, да се бори за ширење на монотеизмот меѓу луѓето. Значи, се борел против сите народи, против сите заедници кои што не верувале во Аллах. Значи, дури тој самиот вели, нели, значи, тој дури самиот вели во Зулкарнеин и Господарот Аллах субханаху ва теала, нели, вели кога му се обратиле тие луѓето кои што биле пред, кои што биле комши на Јеџуџ и Меџуџ, нели, му се пожалиле, разбираш дека Јеџуџ и Меџуџ прават неред, прават вакви, накви работи и така натаму. Што рекол тој? Емма мен залеме фесеуфе нуадзибуху тумен юреду ила раббихи феюадзибуху азабен нукра. Тој кој што направил зулум, значи се збори во смисол тој што е идолопоклоник, па него ќе го казниме, во смисла ќе се борам против таквите, туме юреду ила раббихи феюадзибуху азабен нукра, и потоа тој ќе биде повратен кон својот Господар, кон Аллах субханаху ва теала, и Аллах ќе го казни со тешка казна. Wa emma men amana wa amila saliha falahu jazaa'an al-husna. Меѓутоа тој што ќе поверува и што ќе прави добра дела,
nego samo so ubavo ke go zememe. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, i nije sigurno na takvi od kemu olesni me. Znači što ovi ajeti se dokazi дека Дулкарнейн бил верник и дека неговото патешествие или неговите долги патувања по земјата биле со цел да ја шири Аллаховата вера. Значи тој не бил авантурист, тој не бил цар, крал, освојувач. Бил човек кој што за себе имал голема војска верници. Се изгуби тонот, малце кај вас. Ефенди? Тонот ти се изгуби. Аха, слушате сега? Сега подобро, Бојро. Сега подобро. Значи, ова е доказ дека што, велам дека ова е доказ дека Дулкарнейн, значи не бил обичен цар освојувач, не бил император, не бил диктатор, нели, не бил авантурист. Туку бил човек на кого Аллах Джелешану му дал голема војска и тој со целата војска ја поминувал земјината кугла со една единствена цел да се бори против идолопоклонството и да ја шири чистата вера на возвишениот Бог, на возвишениот Створител на небесата и земјата. Нели? И од тука гледаме дека овој човек Дулкарнейн, чие што име не го знаеме, туку го знаеме само по ова карактеристика. Дулкарнейн, човекот со двата рога. И има некои муслимански историчари кои што малку претеруваат и велат дека кога Аллах Джелешану зборува за Дулкарнейн, вели дека го поминал светот, па дури стигнал до местото каде што сонцето заоѓа. Токму така. Вика, кој бил тој? Тоа бил Александар Македонски, бидејќи тргнал од запад, таму, па кон исток, па ваму, па таму и тако дале. Нели? Зошто? Затоа што и Александар Македонски имал кацига со два рога. Меѓутоа, тоа не е точно, нема никаков доказ за тоа. А јас се сеќавам кога бев млад студент пред 32 години, го прашав за ова, шејхот, почитуваниот шејх Рахметлија Абдулкадир Арнаут, и тој ни кажа не е возможно, вика, Александар Македонски да бил Дулкарнейн, бидејќи значи потврдени се информациите и се знае, со сигурно се знае, дека Александар Македонски бил идолопоклоник. Значи верувал во онакви богови, во вакви, ова, она, додека Дулкарнейн бил чист монотеист. Меѓутоа, која е мудроста што Господарот Аллах Субхану ва Теала не ни го спомнува неговото име, не знаеме. И затоа, поради овој факт, нели, дека поради фактот дека не се говори за него како за класичен Аллахов пратеник кој што работел со својот народ, го повикувал својот народ во ислам и така натаму, туку ни се дава само детал, ни се даваат само деталите кога тој тргнал да го изгради зидот помеѓу Јеџуџ и Меџуџ, а само ово попатно е спомнато дека тој што ќе прави зулум, значи идолопоклоник, ќе се бориме против него, потоа Аллах ќе го казни, тој што верува прави добри дела, значи ќе бидеме добри кон него, ќе му олеснуваме, фактички ќе ни стане брат или сестра во верата, нели? Значи ова е деталот поради кој што некои зналци велат дека не бил Ресул, значи не бил Аллахов пратеник, нели? Туку дури и не бил ни пејгамбер, туку бил голем побожен човек кој што бил помогнат од возвишениот Господар Аллах Субханаху ва Теала и тоа многу јасно се гледало. Меѓутоа има други алими кои што велат не, тој не бил Ресул, не бил Аллахов пратеник. Значи Ресул е човек кој што Аллах му објавува и му дава книга, како што е Муса, Иса, Дауд, Мухамед салаллаху алейхи ва селем, Ибрахим,
нели, или Нух, нели, тие имале своји книги. Вика, не бил Ресул, но сигурно бил неби, значи бил веровесник. И не е услов дека бил неби, прифаќајки го верозаконот кој што претходно му бил објавен на друг пејгамбер, туку што Господарот Аллах субханаху ва таала со посебна вдаховеност и со посебна инспирација на Дулкарнеин му дал до знаење дека тој треба да се залага за ширење на Аллаховата вера на тој начин во време кога такви појави постоеле. Што не е случај со денешницата во која што живееме. Така да јас лично мислам, нели, дека Дулкарнеин, Аллах знае најдобро, бил неби, значи бил веровесник, но не бил веровесник на кој што му се објавувала книга, нели, туку му биле само објавувани моменти како да ја шири верата на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала, бидејќи Аллах Джелешану со посебна инспирација го вдахнувал Дулкарнеин и тој тоа го знаел. Пример ќе ви дадам. Откако се заветил и откако дал збор дека ќе се бори против идолатријата и ќе се залага за добрина и спокојна тие што ќе поверуваат, и откако е известен за делата на Јеџуџ и Меџуџ и за нередот кој што тие го правеле, Дулкарнеин, иако имал толку голема војска со себе, сепак не сакал да ја прифати војната против Јеџуџ и Меџуџ. Зошто? Затоа што знаел дека овие се премногу, дека што можеби од Господарот субханаху ва таала не му дошла инспирација да поведе верска војна против овој народ. Туку побарал да му дадат железо и да му дадат растопен бакар и од тие материи тој да го направи зидот. Меѓутоа, со сигурно се знае дека инспирацијата за правењето на таквиот зид не е негова идеја, туку е објава од возвишениот Аллах субханаху ва таала. И затоа велиме дека тој може би веровесник, неби, но не е Ресул. Нели? А некој, како што реков, значи велат дека бил голем побожник и Господарот Аллах субханаху ва таала му дал чуда кои што не биле својствени за останатите луѓе. Меѓутоа, не го прифаќаме изразот крал, не го прифаќаме изразот цар, бидејќи тоа се изрази несвојствени за исламската терминологија. Нели? Како што не ги прифаќаме изразите Гог и Магог, туку за Јеџуџ и Меџуџ, туку велиме тие се Јеџуџ и Меџуџ, нели? Бидејќи Гог и Магог, нели, се спомнати, значи во други книги, спомнати се како Јеџуџ и Меџуџ, меѓутоа во состав на Гог и Магог постојат и некои детали, нели, кои што воопшто не содејствуваат со куранското кажување за Јеџуџ и Меџуџ, и поради тоа ние муслиманите не се одрекнуваме од нашата терминологија, прифаќајќи туги терминологии кои не се во согласност со кажување, со куранското кажување за Дулкарнеин и Јеџуџ и Меџуџ. Значи, еве и ова го завршивме, пошто, како што реков, значи да завршиме со Јеџуџ и Меџуџ, и нормално во ова образложение доаѓа нормално името Зулкарнеин и да го затвориме, и за да можеме друг пат, иншаллах, ако дава Аллах Джелешанаху, да правиме нова програма, за да може, например, да почнуваме автоматски, значи, со другата тема.
Ефенди, мислам дека изјасне тоа е најдобрите делови. Ако има некој од браќата или од сестрите што сакат да прашуваат, морам да кажувам, не сакам да го заузам да земам уште време од ефендијата, од шеј, нека се одмори. Ако има нешто, сигурно нема никаков проблем, нека пишуваат приватно со него и нека прашуваат заради оваа тема и он сигурно сум дека ќе одговара за нив. Како што реков, значи ќе имаме уште една програма каде што ќе се продолжи ова, сигурно. Иншаллах, за Аллах Джелешанху, дали ќе биде после 2 недели, тоа ќе гледаме, значи за тоа ќе гледаме со ефендијата, ама сигурно вие ќе бидете информирани со една реклама. Така, ефенди, мислам дека нема више што сега моментално да се кажува. Ја би рекол дај го селамот за твоите гледачи и за моите гледачи и нормално да затвориме ова програма, иншаллах, за другата могуćност, како што реков, ќе бидете најавени. Бурум, ефенди. Иншалла, Аллах да ве чува. Ти благодарам што ме покани вечерва во емисијата. Аллах да те награди. Значи, вели Господар Субхану ва Теала ва таавуну алал бири ва таква. И потпомагајте се едни со други во добротворство и богобојазливост. Значи, Аллах да те награди. Уште еднаш ти благодарам што ми даде можност да се дружам вечер со вас. Повторно ќе напоменам дека остане уште многу да се каже. Ти, иншааллаху теала, организирај еден термин за да го довршиме кажувањето за Јеџуџ. Се надевам дека присутните иншаалла нешто научија, а она што го знаеле дека им се потврдило како информација и го молам возвишениот Господар Аллах Субхану ва Теала овде кажаното да ни од корист на сите нас, да се подучиме во неговата вера. Иншаалла, вас да ве награди поради вашата трпеливост и поради вашето присуство. Се надевам дека Господарот Субхану ва Теала нема да ни ги занемари нашите напори, нашиот труд за исправно и вистинско разбирање на неговата вера. Од мене толку, уште еднаш благодарам. Субханека Аллахуме вихамдике. Ешхеду ан ла илаха ила енте астагфируке ва етубу илейк. Веселавам сите вас подедноко. Веселаму Аллахи алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Се гледаме во друга прилика, иншаалла. Evet. Нормално, крака кирамен хари ки романичи плафи, значи о ефендија засуđена на Џанова шука романе. Хабала, шунала нормално, ама текирала пихари си проблеми. Значи, ка повторина, исто тешај лако со наđanина или романе, гаджикане или тоа крај на македонски, да ме коламе па нека емисија, иншалла, Аллах ескира на ве, тешајте довршина, значи панда буќа корисува што не моментално така на пример каде да инвестите изјаснил цело објаснење, значи џико деџела Hazreti İsa hem Mehdi, Adalesko Sebepik, кол иншалла во програма. Значи, заблагодаренама исто е ефендијаске, солела по време, значи со динамија саки екшужи емисија, бу значајно, хем исто времено шетева кера, дека околу Буркески шетоламен јек еминентно мануш, која со забавно описисто е дине истаме етеја, макар моментално нема панда деталириме буќа коло со шај, те ова значи дефинитивно дека колма на кој програма, ама кој информириме. А башакале програмаките о продолжетак најверојатно шајто пала е дујкурке, ема дали се вепика за така за молнатме то волтумен стрплење. Морам те поновина вие работи со бистардумно. Требање во правилно како те керопес е емисија баш о харамија со керај на мен дневно поготоко бијава. На штините керопес ке о могоси со требање тикловол вактена нејнема дали ско себе прескочинума кава енелум а кава дело со требање на кој куркеске каде куркеске денумне те шајто ова миге макар со какви тема. Сар прво Аллах џелешанаху неко вол тумендар захвално со присутњен тумаре
Сопишине думаре шуже коментајра, хем со споделено ова акале емисијакоро, пошто Аллах ескоро воспитива ротаја, иншалла, да не ништо те кочинела мен те берера амаро џандипе е Аллах ески кодром, овеса сте сојненне аменсар, Аллах нека му кел по рахмети, по милост упрату менде, управа менде иншалла, хем нека ракела ментаро ширкие, хем заблуда е дуња јакере. Мукават мен Аллах ескер рахмете, селаму алейкум, ве рахметуллахи, ве берекетеху. Кива вер прилика, кива вер могучност, баро селами киравсарни кои су и не со афика керен су наштине те мукаво коментараски кочнување през цело време и програма да рескро се бепи афи кива вер прилика најверојатно ка теше кога те попрајнале. Мукават мен Аллах ескер рахмете, селаму алейкум, ве рахметуллахи, ве берекетеху. Кива вер прилика, кога вер